Добро утро. Во општествена сцена им велам на Јана Коцевска, активистка за женски права од организацијата Титинг, и на Кристина Леловац, актерка позната наша, и се разбира активистка за женски права од организацијата ТИТ. Вие станавте видливи многу, би рекла, на тој најнов женски бран на движење за женските права со фестивалот Прво па женско. Сега имате нова иницијатива, а тоа е дека номинирате жени за наградата УАУ, односно Women on Women или жени за жени. Што значи барате жена хероина од секојдневниот живот? Кристина, што ви значи тоа жена хероина? Што би значело всушност денеска тоа? Па, онака како што е всушност воспоставена иницијативата, а тоа всушност произлегува и од нашето верување дека всушност жена борка е секоја жена која што со своето делување има за цел да постигне нешто подобро за пошироката заедница, и всушност тоа е и главниот критериум за оваа награда, и така и ги насочуваме оние кои што се заинтересирани да номинираат или имаат идеја да номинираат некого. Значи можете да номинирате било кој, не е воопшто важно дали е тоа јавна личност, било која жена, не. Важно е само низиното делување да допринело нешто подобро за заедницата. Како почна оваа иницијатива, Јана? Сечка, ова всушност е една активност од проект кој го имаме ние заедно со ТИТ во партнерство со 3 други организации. Место женско од Љубљана, кои што имаат фестивал, нели, веќе 25 години. Потоа Vox Femine, исто така, имаат 10 години фестивал, и една организација од Ирска, Даблин, Outlandish Theatre Platform. И заедно, всушност, почнавме од септември годинава, минатата година, уште сум во минатата година. Почнавме со проектот Women on Women, и WOW Awards, номинациите за WOW награди, се всушност една активност од тој проект. Како иде до сега пријавувањето? Дали сте задоволни од одзивот, например? Колку имате веќе пријавени, номинирани? Бидејќи на вашиот сајт стои дека номинирањето ќе трае до 12 јануари. Така е. Сега повеќе се активира луѓето, откако почнавме да ги објавуваме оние кои што беа претходно номинирани. Објавивме до сега 3, денеска ќе објавиме и 4-та номинација. Имаме до сега 8 жени номинирано, и се надеваме дека до 12 ќе се активираат и ќе се мотивираат повеќе луѓето да номинираат уште жени. Која е крајната цел всушност на оваа номинација, на оваа награда? Па крајната цел е всушност испишување на една паралелна историја која што од секогаш била премолчувана. Тоа жените во историјата постојано биле ставани настрана. Големите подвизи, достигнувања и промени секогаш позади нив стоеле официјално мажите. Така што всушност ова е еден начин да се испише таа ништо помалку легитимна женска историја. Дали мислите да го продолжите ова? Дали мислите дека ќе има простор да се продолжи и да се даде поголема видливост, нели, на не само на јавните личности што се жени, туку и како што велите на оние во секојдневието што се борат, а што не се познати на јавноста, нели? Токму тоа, мислам, концептот за херојство всушност ние го гледаме, како да кажам, преку популарната култура, се повеќе или некако митолошки, секако тие супер сили кои што ги имаат тие херои се и некаква символика, меѓутоа наративот е некако се во таа сфера. Ние сакаме да го промениме тој наратив, сакаме да ги истакнеме видливо оние предизвици со кои што се соочуваат секојдневно жените, оние промени кои што сакаме да ги направиме, за кои што некој што треба да се грижи, не се грижи, па ги превземаат во своји раце и ги прават тие позитивни промени во пред се во средината во која што живеат, а се надеваме дека ќе имаат и поголем одек и пошироко. Па затоа сакаме да го дадеме гласот на овие жени, кои што жени кои што не ги познаваат многу луѓе, кои што ги познаваат еден круг на луѓе, и затоа овој повик всушност има цел да ги направи видливи.
Како ви е планот? Дали ќе ги објавите потоа сите номинирани, дали ќе ги објавите само тие што ќе одлучи жирито или на крај да ги награди? Како ќе се одвива целата работа? Целата всушност иницијатива е и некако видна кампања сама по себе, бидејќи постојано се објавуваат сите номинации, така што таа е видлива самата по себе, меѓутоа правилата се всушност тие дека на крајот од сите пријавени се создава една група, некаков тип на жири, еве да речеме, кој што ќе избере пет жени од номинираните, истите ќе бидат објавени некаде на почетокот на март, на еден специјален настан за кој што допрва ќе се среќаваме да разговараме. Да. Ви благодарам многу што бевте гости во утрински брифинг.